Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Јавните расправи се добар механизам каде граѓаните искажувајќи го своето мислење придонесуваат во носењето на добри законски решенија. Проблемите на урбаните заедници најлесно се решаваат преку отворен диалог со локалната власт. Годините врват, направените фотографии не се бројат. Боре Левков, фотограф, 50 години. Јавните расправи се еден добар механизам каде граѓаните можат да го искажат своето мислење. На јавната дебата се разговараше за промените на законот за сообраќај, каде пратениците Илија Димовски и Ѓорги Коџабашиев најавија дека за секоја законска промена ќе бидат организирани трибини од ваков тип. Законите кои што се носат се во функција на граѓаните затоа што нивното мислење е многу важно, велат претендниците Илија Димовски и Ѓорги Коџабашиев, кои вчера беа организатори на трибина на која се дебатираше за промените во законот за сообраќај. Димовски и Коџабашиев велат, во иднина за секоја законска промена ќе се организираат вакви трибини. Сите оние забелешки кои што ќе бидат кредибилни, релевантни, кои што ќе значат подобрување на законот, ние двајца сме спремни да ги преточиме во амандмани и да ги внесеме во нормативата во законот за безбедност од сообраќајот. Значи ова е најдиректен начин како граѓаните ќе може да интервенираат во содржината на законите и заедно со колегата Коџабашиев имаме намера во следниот период за сите значајни законски регулативи да применуваме оваа пракса. Јавните расправи се еден добар механизам преку кој ние пратениците како представници на законодавната власт ги слушнеме стручните мислења искажани од извршната власт, меѓутоа да ги слушнеме на оваа јавна расправа и алтернативните мислења на засегнатите страни и сето тоа да допринесе да го подобриме самиот текст на законот во корист на сите страни. И досегашните измени на законот за сообраќај придонесе за поголема безбедност на патиштата. Нашето видување е тоа дека законот е производ на реалните потреби на безбедноста на сообраќајот на патиштата во Република Македонија. Статистички погледнато 2013 година во Република Македонија беше доста лоша во однос на делот на загинати во сообраќајни незгоди. И токму затоа после оваа година и порано и веројатно и после оваа година безбедноста во сообраќајот на патиштата беше издигната доста високо на агендата на владата на Република Македонија. Минатата година имаше доста засилени акции од страна на сите надлежни институции и резултираше со намалување на бројот на загинати во сообраќајни несрети и тоа значи за неколку 30%. Пратениците во иднина апелираат граѓаните активно да земат учество на трибините. Нивниот број и заинтересираност да биде голем, бидејќи сите позитивни идеи ќе бидат преточени во амандманско решение. Продолжува намалувањето на невработеноста според новите податоци објавени од Државниот завод за статистика. Во првиот квартал од годинава невработеноста изнесувала 27,3%, за разлика од вториот квартал минатата година, кога изнесувала 28,2%. Според статистичките податоци во второто тримесечје од годинава, активното население во Република Македонија брои 956.174 лица, од кои вработени се 699.578, а 256.596 лица се невработени. Стапката на активност во овој период е 57, стапката на вработеност е 41,7, додека стапката на невработеност е 26,8. Новите податоци објавени од Државниот завод за статистика говорат дека има намалување на невработеноста. Во првиот квартал од годинава невработеноста изнесувала 27,3%. За споредба во вториот квартал од минатата година невработеноста изнесувала 28,2%. Градоначалникот на општина Велес, Славчо Чадиев, синоќа ја посети урбаната заедница 9 ноември, каде разговараа за тековните проблеми кои населението ги има во овој дел од градот. На оваа средба Чадиев најави реконструкција на неколку улици. Проблемите на урбаните заедници можат да се решат само со активна соработка на локалната самоуправа.
Градоначалникот Чадиев на терен ги слушаше проблемите и мислењата на жителите од урбаната заедница 9 ноември. Граѓаните велат дека со овие средби полесно можат да се решат проблемите кои ги имаат. Пример е нашата улица, таа минатата година беше земена така као приоритетна и завршена комплетно. Таму беше карактеристично што беа азбестни цевки, долгогодишни, наталожени, немаше притисок, а и азбестот не е за водовод. Така да предпоставувам да и овие сега што ги пишавме трите ќе бидат успешно реализирани. Мислам дека ќе биде подобро вака. Затоа што се јавува повеќе проблеми, повеќе приоритети за поднесок на сега само со помалку барање, мислам дека ќе се решат. Граѓаните од урбаната заедница и градоначалникот договорија реконструкција на неколку улици. По барањето на урбаната заедница се даде приоритет на неколку улици, тоа е улицата Рилски конгрес, која ја дадала како предимство. Истовремено ние имаме изградено комплетен проект со сите потребни документации, вклучувајќи ревизија на проектот, вклучувајќи и сите останати потребни дозволи за досредување на улицата Тодор Јанев с комплет, значи од асфалтираниот дел па се до крајната точка на Тодор Јанев. Во меѓувреме има еден горлив проблем кој што 30 на години не е речен, тој е дел од така наречената улица Костурска 2. Исто така тоа го ставија како приоритет жителите на оваа урбана заедница и мислам дека тој проблем ќе биде дефинитивно решен во наредниот период. Посетата на урбаните заедници во изминатиот 2-годишен мандат на Чадиев е редовна пракса. Тој вели дека и понатаму останува на терен со граѓаните, затоа што директните средби се од големо значење за граѓаните, бидејќи на овој начин се создаваат и повеќе можности за спроведување на проекти со кои се подобруваат условите за живење на граѓаните. До крајот на оваа година се очекува да заврши изградбата на патот Чашка-Мокрени. Градоначалникот Горан Чопанов информираше дека во моментов се работи на последните километри од патот. Истиот е вреден 15 милиони денари, средства кои општината ги најави преку проектот Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Повеќе за ова и за преостанатите теми вечерва во емисијата Отворено за. Тоа ќе биде веќе едно убаво заокружување од регионалниот пат, да речеме од Теовски уши се продолжува директно до населеното место Мокрени, кое што пак понатаму ќе се потрудиме да тампонираме, да дојде и до, да има добар пристап на тој локален пат и населените места како Габровни, Кораовдол и се она што е во близина, значи да може да веќе да функционира. Тие оддамна беа исклучени едноставно од цивилизација, а тоа е еден од најубавите предели во нашата општина, па да не кажам и пошироко. И јас се надевам дека ова ќе предизвика резултат со тоа што голем број на луѓе со кои што сме контактирале, таму јако ги има во мал број, многу ми не прашуваат зошто токму таму инвестирате каде што има многу малку жители, но јас сум сигурен дека во тоа место ќе се градат во иднина и од разговорите што ги имам со одредени инвеститори и хотели. Македонската православна црква исто така ќе гради нов конак таму. Наскоро ќе биде решен проблемот со кучињата бездомници во Велес и Кавадарци. Градоначалникот Панов најави можна соработка со ЈКП Комуналец за решавање на овој проблем. Од друга страна пак ветеринарната станица во Велес за 10 дена ќе започне нов циклус за третирање на бездомните кучиња во градот. Општина Кавадарци најави можен проект за решавање на проблемот со бездомни кучиња во соработка со јавното комунално предпријатие Комуналец. Третман на бездомните кучиња е потребен, вели градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Се поголем број реакции од граѓани стигнуваат на адреса на локалната самоуправа. Оттаму пак велат дека овој проблем наскоро ќе биде решен. Последно кој што го пратиме, тоа е проблемот со кучињата скитници, кој што сум убеден дека во најскоро можно време, независно од тоа дали ќе успееме да го решиме како регион, можна е варијантата заедно со јавното предпријатие Комуналец да го решиме овој проблем и граѓаните повеќе да
не бидат изложени на непријатни состојби со кучињата скитници. Обидот за решавање на овој проблем, што општините од Вардарскиот плански регион со помош на UNDP го направиле, не успеал. Но градоначалникот Панов вели дека не се откажуваат од намерата. Според него, голема улога во креирање на овој проблем играат и граѓаните кои не сакаат да ги чуваат своите кучиња миленици, па ги пуштаат слободно да шетаат по улиците. Тој упати апел за поголема одговорност и од страна на граѓаните. Би апелирал во оваа прилика оние кои што имаат домашни кучиња кои што се оплодуваат, се размножуваат, да внимаваат на нив како на нешто што е свое и да со тоа придонесат барем во одреден процент да го намалат бројот на овие кучиња скитници кои што патем речено ги пуштаат тие во градот, а потоа истите тие реагираат на тоа што ќе се превземе и како ќе се превземе со овие кучиња скитници. За 10 дена пак ветеринарната станица во Велес започнува нов циклус на третирање на бездомните кучиња во градот. Стручните екипи ќе ги заловуваат кучињата скитници и ќе ги транспортираат до прифатниот центар. Таму ќе им биде извршен преглед, стерилизација и привремено ќе бидат згрижени. Потоа ќе се одбележат со маркица и пожелно е да се вратат на истата локација од каде се заловени. Инаку деновиве прифатниот центар се уредува. Повеќе од 150 години, Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвената полумесечина е лидер во светот во обезбедувањето на обуки и реализација на активности од прва помош. Денешниот ден е прогласен за Светски ден за прва помош, ден за промовирање на знаење и вештини за првата помош, за придонес во промените за проширување, подобрување на обуките за прва помош низ целиот свет, како хуманитарен чин и клучна компонента за еден посовремен и поширок пристап. Имаме симулирана сообраќајна незгода, каде што имаме 3 лица кои што се повредени, кои што се прикажани преку реалистично доловување на раните, односно повредите. Во соработка со сообраќајната полиција и МВР Скопје, тие ги стопираат случајните минувачи, односно оние кои што управуваат со моторни возила и потоа возачите пристапуваат да укажат прва помош на овие симулирани повреди. Тоа е интересен начин, всушност, и нешто да се научи, меѓутоа и да се утврдат знаењата, бидејќи често пати споменуваме дека сообраќајните незгоди се случуваат и на улица, и во домот, и кај повозрастните, и кај помладите. Една слика, 1000 зборови, пола век фотографирање, многу приказни, хроничар на времето, информатор на иднината. Боре Левков или мајстор Боре, како што велешани го знаат. Месецов одбележува 50 години од влегувањето во сликарскиот занает. Играта со светлото и денеска е предизвик за мајстор Боре. Се започна тука, во некогашната стара Велешка чаршија. 50 години секојдневно другарување со фотоапаратот. Боре Левков, фотограф, некогаш и денес. Спомените за своите почетоци ексклузивно ги раскажува пред камерата на К1 телевизија. Наместо јас да отидам да бидам гимназијалец, едно попладне, еден мој стар комшија по име Андо Нестор, често одеше кај мојот мајстор во фототехника и тоа попладне спонтано заминав со дедо Андо кај фототехника, кај мојот мајстор. Подсетувајќи се на почетоците, Левков ни открива уште една тајна. Требало да помина цели 3 години за неговиот мајстор за прв пат да му приде со подадена рака, но и со зборовите: "Момче, од тебе ќе биде добар фотограф." Играта со светлото или стручно, цртање со светлото. Ова е животното мото на мајстор Боре. Почнав така речено уште од тие стари бокс камери, како што и вие спомнавте, со дупла излехана, со компур објективи, со кој што и самите рековте, со покривање на тоа наше фотографско перде, тоа се тие фотографски манири со светлото работење со оние стари примитивни оние рефлектори со направени од рачна направа. Годините врват, а бројот на направените фотографии повеќе не се брои. Мајстор Боре со својот апарат овековечува се она што го носи времето, но и се она што ни го оставило времето. Истражувањата во локалитетот Стоби,
вредни за паметење. Тоа беше 1977-78 година, каде тогаш се откриваше гробот на еден од епископите, кога самите стручњаци археолози го открива, мислам, ликот на самиот костур кога испаѓа на тој епископ. Тоа беше нормално. Присутноста беше чудна за тоа што мора да се фотографира за неполна минута од и самата боја и самата боја на откривањето на самиот гроб на костурот одма доваѓа во промена. Рациновите средби се манифестацијата која најмногу ја фотографирал. Вели дека нема ниту ден посветен на Рацин, а тој да не фотографирал. Од почетокот до крај, низ фотографиите на Местор Боре, останува за идните генерации и градбата на спортската сала Гемиджи, но и хидросистемот Лисиче. Пред фотоапаратот на Местор Боре се нашле многу метрополи, но тој открива. Најмногу сакал да го фотографира Велес. Видете, Велес секоја природна доба си е добра. Самиот град Велес, нашиот град Велес си има посебна, како што знаеме, посебна архитектура, посебна гледка, така да и пролетниот мотив и во почетокот на самото лето, зимните мотиви, значи Велес е секогаш карактеристичен. За неговиот труд, Велес на Местор Боре му се заблагодари со 9 ноемвриска награда. А тој пак вели, народниот град, но и на сопствената држава, ке им подарам уште многу фотографии. Оти една фотографија заменува 1000 зборови. А во Велес нема семејство кое нема фотографија од Местор Боре. Интернационални трки под мотото Born to Run утре ќе се одржат во Кавадарци. Надпреварувачи од Македонија, Белгија, Обединетото кралство, како и други земји од Европа и Америка ќе се надпреваруваат во трките од 1, 3, 5 и 10 километри. Сите заинтересирани кои се уште се немаат пријавено, истото можат да го сторат утре од 15 часот на градскиот плоштад во Кавадарци. Интернационални трки под мотото Born to Run утре ќе се одржат во Кавадарци. Трката е насловена Кавадарци трки 2015. Надпреварувачите ќе се надпреваруваат во трки од 1, 3, 5 и 10 километри. Од Сдруженијето на млади креатив информираат дека недолгата 10 километарска трка ќе започне од Витачот. Учесници од Белгија, Обединетото кралство, како и надпреварувачи од другите земји од Европа и Америка, ќе имаат можност да бидат дел од овој настан, чија цел е промоција на спортот во регионот со најголем фокус на Кавадарци, а со тоа и промоција на здравиот начин на живење. Оние заинтересирани кои досега не се пријавиле, имаат можност да го сторат тоа утре од 15 часот на градскиот плоштад во Кавадарци. Инаку трките се во организација на Сдруженијето на млади креатив. Владата направи законска измена во Законот за имотно-правни односи по низа средби со граѓаните низ Македонија. На 15 септември започнува исплатата на штетите од поплавите. Продуцентска екипа од САД престојува во Македонија со цел изработка на промотивни видеа за Македонија, односно куси документарни филмови што ќе представат туристичката понуда на земјата во светот. Наместо 150 евра на нотар, сега ќе се плаќа околу 300 денари за решавање на имотно-правни односи. Владата направи законска измена во Законот за имотно-правни односи по низата средби со граѓаните низ Македонија. Премиерот Никола Груевски истакна дека се работи за 54.000 парцели и околу 130.000 граѓани, соседи кои ги немаат решено своите имотно-правни односи за поделба на дворовите, односно навлегувања, сега ќе може да го сторат тоа по многу поевтина цена. Наместо нотарски акт кој што се плаќа 150 евра, законот овозможува само со нотарска изјава помеѓу соседите да се реши случајот. На овој начин, посочи премиерот, многу побрзо ќе оди решавањето, бидејќи многу луѓе немале 150 евра да ги дадат за решавање на некој имотно-правно прашање, кое во најголем дел е грешка на властите од 1956 до 2006 година.
Налозите за штети од поплавите во општина Струмица ќе бидат исплатени до 15 септември. Исплатата за таа намена ќе продолжи во останатите општини, информираше вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Тој истекна дека средствата за штетите од поплавите ќе бидат исплатени до среда следната недела. Се работи за преку 400 налози за 400 семејства, а износот на средствата е 33 милиони денари. Агенциите и комисиите во понеделник ќе ги достават налозите со што ќе започне исплатата. Според него, истовремено ќе продолжи исплатата на штетите од поплавите и во останатите општини низ државата. Продуцентска екипа од САД, предводена од продуцентот и експерт за туризам Дейвид Хофман, престојува во Македонија каде собира материјал за изработка на видеа и репортажи наменети за промоција на Република Македонија како туристичка дестинација. Станува збор за активност што ја спроведува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот со цел изработка на промотивни видеа за Македонија, односно куси документарни филмови што ќе ја представат туристичката понуда на земјата во светот. Продуцентот Дейвид Хофман преку неговата дигитална медиумска компанија David's Been Here соработува со бројни меѓународни организации за туризам, користејќи туристички видеа и репортажи. Минатата година тој е прогласен за еден од 10 најдобри видеопродуценти за туристички дестинации од страна на реномираниот весник USA Today. Бројот на жртвите од паднатиот кран во Мека се искачи на 107 лица. Најмалку 82 лица загинаа во експлозија во Индија. На грчкиот остров Самос се преврте чамет со бегалци, од кои 4 деца исчезнаа. Вестите од светот во продолжение. Во градот Мека загинаа најмалку 107 лица, а 238 се повредени при пад на кран кој се урна врз големата џамија и го проби кровот на џамијата. Трагедијата се случила за време на силни ветрови и обилни врнежи. Сите повредени биле однесени во болница, а телата на загинатите се извадени од уништената џамија. Имено џамијата е изградена околу несветата локација во исламот. Се очекува помалку од 2 недели пред почетокот на годишниот аџилак во Саудиска Арабија да пристигнат над 1 милион муслимански верници од 21 до 26 септември, кога ќе се одржат и главните обреди во Мека и Медина. Во земјата веќе пристигнаа околу 800.000 верници. Најмалку 82 лица загинаа, над 100 се повредени при експлозија на плинска боца во ресторан во градот Петлават, Индија. Од уривањето на покривот има и голем број повредени. Ресторанот кој се наоѓа во близина на автобуската станица бил препун кога се случила експлозијата. До експлозијата дошло околу 8:30 часот по локално време, во момент кога во ресторанот појадувале голем број работници и ученици. Од експлозијата урната и блиската зграда, додека неколку се оштетени. Бидејќи ресторанот се наоѓал во близина на место каде се држи експлозив кој се користи во градежната индустрија, дојде до уште една експлозија во која исто така имаше загинати лица. Во близина на грчкото острово Самос се преврте гумен чамец, при што се спасени 24 лица, но 4 деца се водат за исчезнати. Покри децата, уште едно возрасно лице се води за исчезнато. Овој најнов инцидент со бегалците уследи само една недела, откако меѓународната јавност беше шокирана од сликата на удавеното сириско момче како лежи со лицето на плажата во турското летувалиште Бодрум. Тој се удави заедно со мајката и братот, откако им се преврте чамецот со кој патуваа од Турција во Европа. Борачката репрезентација на Македонија со разочарувачки настап на светското првенство во Лас Вегас. Ракометарите на МАК Струмица доживеа нов пораз во СЕХА лигата. Домашен спорт.
Разочарувачки настап на македонската боречка репрезентација на светското првенство кој се одржува во Соединетите Американски држави. Натурализираниот македонец Халил Зубаиров во категоријата до 86 кг и Јасин Реджелари во категоријата до 61 кг загубија со технички туш, односно резултат 10:0. Последна шанса некој од нашите репрезентативци да избори олимписка норма ја има Бобан Данов. Тој денеска ќе настапи во категоријата до 125 кг и доколку избори пласман до 6-та позиција ќе обезбеди настап на Олимписките игри идната година во Рио. Дејан Митров од засега непознати причини воопшто не настапи на овој шампионат, иако беше најавен за настап во категоријата до 65 кг. Во четвртото коло од ЦХ лигата екипата на Макс Струмица го доживеа и третиот пораз. Тие вчера во надпревар против Брест Мешков на домашен терен убедливо беа поразени. Крајниот резултат на надпреварот беше 22-41. Најефикасен играч во македонскиот тим беше Стефан Чизмови кој постигна 6 погодоци, а голманот Трајковски интервенираше 10 пати. Следниот меч во ова надпреварување Струмичани го играат на гостински терен против Загреб. Драган Тубак е најновото засилување на Фени Индустри. Тој ќе биде првиот избор на тренерот Малинков на центарската позиција, а со своите 216 см се очекува да доминира под кошевите. 28 годишниот Тубак во редовите на Фени доаѓа од мароканскиот МКО, а во кариерата има настапувано во тимовите на Бораци и Раднички. Фени последната подготовка за новата сезона ќе ја има на 6-тиот поред меморијален турнир Димитар Ѓоргиев. Денес на Евробаскетот се играат осми на финални средби. Федерер и Џоковиќ во машка и Пенета и Винчи во женска конкуренција ќе настапат во финалето на US Open. Лоренцо освои уште еден позиција оваа сезона, овој пат со нов рекорд во квалификациите на патеката во Италија. По поузато од еден ден продолжуваат настапите на Европското првенство во кошарка. Денес на програмата се првата половина осми на финални надпревари. Во првиот меч Латвија ја изненади Словенија и ја победи со резултат 73-66. Најефикасен играч на мечот беше стрелник од Латвија со 17 поени. Грција очекувано славеше против Белгија со резултат 75-54, а најдобар стрелец на надпреварот беше грчкиот центар Борусис кој постигна 14 погодоци. Во останатите два меча ќе се сретнат Шпанија, Полска и Франција, Турција. Сите надпревари до крајот на шампионатот ќе бидат одиграни во Лил. Роџер Федерер по 6 години пауза се пласираше во финалето на US Open. Тој во полуфиналниот надпревар го совлада неговиот сонародник Стан Вавринка со максимален резултат од 3:0 во сетови. Федерер до финалето стигна без загубен сет, а негов противник во него ќе биде најдобриот на АТП листата Новак Џоковиќ. Србинот во полуфиналето го победи минатогодишниот освојувач на Гранд Слемот Марин Чилич. Финалниот надпревар во машка конкуренција е закажан за утре. Во женска конкуренција пак во финалето за прв пат во историјата на US Open ќе настапат две италијанки. Флавија Пенета и Роберта Винчи беа поуспешни од своите противнички Симона Халеп и Серена Вилијамс, а финалниот дуел започнува вечерва во 21 часот. Денес во MotoGP беа возени квалификациите за големата награда на Италија. Шпанецот Хорхе Лоренцо ја освои полпозицијата, а воедно постави нов рекорд на квалификациите. Времето од 1 минута 32 секунди 146 стотинки беше недостижно за конкурентите. Во првиот стартен ред заедно со него се најдои актуелниот шампион Маркес и Валентино Роси. Трката на патеката во Римини утре започнува во 14 часот. По неуспешниот обид летово да премине во редовите на Реал Мадрид, шпанскиот голман Давид Де Геа сепак го продолжи договорот со Манчестер Юнајтед. Тој беше приморан на овој потек затоа што селекторот на шпанската репрезентација најави дека доколку тој не брани во својот тим нема да настапи на Европското првенство идната година. Со новиот договор Де Геа ќе остане во редовите на Црвените ѓаволи до 2019 година, а ќе биде еден од најплатените голмани во светот. Де Геа пристигна во Манчестер во 2011 и досега има одиграно 175 надпревари.
Времето денеска беше претежно сончево со мала до умерена облачност. Да видиме какво време не очекува и утре. Почина познатиот македонски филмски режисер и сценарист Александар Ѓурчинов. Тој во своето работење остави силна трага во зачетоците на македонската кинематографија. Добитник е на бројни награди и признанија, но две негови дела ќе останат трајно врежани во историјата на македонската кинематографија. Еден од најпознатите негови режисирани филмови е играниот филм Исправи се Делфина, кој воедно и најпознат за широката јавност. Долги години Ѓурчинов беше директор на Македонија филм, од каде даде придонес за македонската кинематографија. Со оваа вест го завршуваме Централниот дневник. Благодарам што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма.